Стоп за насилството во училиштата и семејствата, стоп за страдањата во Газа и војните во Украина и Сирија. Да престанеме да ги уништуваме шумите, оти тоа доведува до климатски промени. Милиони луѓе ширум светот со марш го одбележаа Денот на мирот. И во Македонија низ скопските улици граѓаните се солидаризираа и се приклучија на денешниот марш на мирот, што го организираше детската амбасада Медјаши. Гости во вестите е Албулена Карага, со неа разговара Љупка Камчева-Костадиновска. Повелете, Љупка. Така, студио, денеска е меѓународен ден на мирот. Во повеќе градови низ светот се одржува марш за мирот. А што се одржуваше кај нас, ја прашувам Албулена Карага од Медјаши. Добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал 5. Може ли да ни кажете што се организираше кај нас по повод меѓународен Која е целта на овој марш на мир што се организира во светот, но исто така и кај нас? Па целта на овој марш е прво да се обележи во јавен простор и да кажеме јавно дека не боли неправда, дека не боли тоа што има војни низ светот, не боли тоа што дури кога нема војна ние сме опколени со насилство. И не боли тоа што е тоа толку нормализирано, што во одреден период не умееме, ни се изгубил осетот дури да умееме да препознаеме. Па затоа ни е важно и важно ни е да кажеме јавно, во јавен простор, да не има. Да освојуваме однова и однова јавни простори во кои што луѓе ќе можат да видат, да прашат, дури ако не знаат, љубопитност да начнеме. И имаше бас се израдував што видов нови лица кои не ги знам на маршот, што во текот додека одевме и чекоревме имаше луѓе кои ни се придружува. Кои се пораките кои што вие ги испраќате за мир? Пораките кои ги испраќаме ние за мир е дека за да стигнеме, ние тежнееме кон мир секој ден, не треба да бидеме мирни. Дека мирот е акција, оствари, дека многу луѓе прават многу работи кои што не би ги именувале како мировни активности. Меѓутоа, ние познаваме, има учители кои што ги почитуваат своите ученици, кои што ги вклучуваат во процеси на донесување на одлуки, кои што не се плашат дека со тоа ќе изгубат авторитет, тие градат мир во училишта. Со тоа што ќе знаат како да се справат со конфликти без насилство, можеби нема да го именуваат како такво, меѓутоа тие градат мир. Со тоа што ќе станеме еколошки посвесни, со тоа градиме мир. Со тоа што ќе станеме родово сензитивни, ќе имаме повеќе жени на релевантни и одговорни позиции, со тоа градиме мир. Со тоа што ќе имаме слободни медиуми, и со тоа исто така градиме мир. Овој корпус е широк, затоа што мирот не е само недостаток на војна, тој се гради секој ден на повеќе нивоа. И колку и клише да звучи, мирот е овој процес, е овој пат во кој што се тежне да креираме подобар свет, во кој што општествена промена е можна, општествена промена на кај подобра, во кој што сите, без разлика на нивните идентитети, убедувања и така натаму, ќе го најдат своето место и кај што болката на сите ќе може да се издискутира, да се тематизира и да се најдат начини без насилство, со љубопитност, со емпатија, со љубов, за да секој може своите потреби да ги задоволи, без при тоа да се плашиме едни од други. Благодарам на гостувањето во вестите на Канал 5. Се надевам дека овие пораки ќе стигнат до шестовото студио. Ви благодарам, Љупка.